Овде позади мене многу медиуми се во исчекување од оваа координативна средба кај председателот на Собранието во заминување Трајко Велјановски, но не само за оваа координација, туку и за средбите закажани со еврокомесарот Хан околу 14 часот. Од кабинетот на веќе екс-председателот, значи председателот во заминување Трајко Велјановски, потврдуваат дека сите парламентарни групи, односно представници на сите парламентарни групи од деветиот состав на Собранието се кај во кабинетот на Велјановски и веќе координацијата е започната. Оваа иницијатива стигна минатата недела на предлог и со 67 потписи од страна на претеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Ја достави овде до Собранието за свикување на, односно за продолжување на конститутивна седница пратеникот од СДСМ Оливер Спасовски. И 2,5 месеци од започнување на конститутивната седница, еве сега во очекување на нејзино продолжување, но како основа за нејзино предложување потребна е да се формира комисијата за избори и именувања. Токму заради нејзиниот состав е оваа денешна координација, од каде што пак треба да потекне и треба да потекнат и предлозите за председател на новиот парламентарен состав. Според деловникот Иван на Собранието, комисијата за прашање на избори и именувања се бира на конститутивната седница на парламентот, а за предлогот треба да го содржи најмалку 10 пратеници. Незиниот состав треба да обезбеди застапеност на сите оние парламентарни групи. Последниве денови тука се крша и копијата која од пратеничките групи да има по колку членови во оваа комисија за избори и именувања. Знаеме дека беше натегањето околу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Вторите сметаат дека треба да биде 5-5, првите дека треба да биде тие да бидат застапени со 6 члена, СДСМ со 5 и помеѓу ДУИ и партијата БЕСА 1:1, ДУИ сака 2:1 во застапеноста во оваа комисија. И оваа комисија или најмалку 20 пратеници можат да предложат кандидат за председател на Собранието, а предлагач може да биде и пратеник. Како што кажав, конститутивната седница започна на 30 декември, но тогаш не беше избран председател на Собранието, затоа што не беше обезбедено парламентарното мнозинство во законодавниот дом. Координацијата кај Велјановски трае, што ќе биде одлучено, остануваме исходот да го сочекаме овде во прес-центарот на Собранието.